Арбар Адеми има од кого да учи, по се изгледа вистински професор му е неговиот постар партиски колега Талат Џафери. Собранискиот спикер е токму оној кој е познат по скандалите, а последниот пред околу еден месец, кога со пцовсти ги почести обичните собраниски службеници. Сите служба конкретно седници, веднаш кај комплет седници, сите што позаду се Емате вие бе. Вие сте на плата и ништо си е бавате на игру. Ова е само еден од многуте слични потези на собранискиот спикер. Блокарата на собранието од опозицијата го предизвика редовно да влегува во конфликт со пратениците на ВМРО, ДПМН е. Добро, нема. Нема збор. Имам процедурално. Оди таму. Процедурално. Оди таму сега. Не, оди. Таму оди. Имам процедурално како Оди не ме таму фаќајте, сега. не ме Оди напаѓајте. таму. Оди таму. Оди таму. Оди таму, седи на Имам говорница. процедурално, дајте. Ти си на говорница, оди на говорница. Е така. Оди на говорница, седи на говорница. Ваквото однесување на сопартиецот на Адеми не е никаква новина. На стартот на својот прв мандат со обезбедување бркаше пратеници од говорница. Тргнете го Ѓорче под говорница, обезбедување. Обезбедување, тргнете го Ѓорче под говорница. Од позиција на собраниски спикер Џафери го прекрши уставот на Македонија, говорејќи на албански во Европскиот парламент, иако во членот 7 од македонскиот устав јасно е запишано дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо се службени за меѓународна употреба. На цин тиме, промбајне ти таки минут цилин до мунт шкумбе мендиме. Па запрашан зашто го прекршил уставот, реши да се турка со новинари. Шефувањето на Џафери во македонското собрание минува со низа скандали, а таков беше и начинот на кој што беше избран за председател. Скандалозното однесување беше својствено за Џафери во времето кога беше само пратеник и се степа со својот колега Орхан Ибрахими. За своето скандалозно однесување одговорност се уште нема од Талат Џафери, а тешко е да се очекува дека ќе има и од Арбар Адеми. Тој барем се извини за својот потек, но вели Антонио Милошовски го испровоцирал, дополнувајќи дека бил под влијание на странски служби.